Последниот неуспешен европски обид ќе има сигурни политички импликации во државата. Брисел од вчера е новата политичка писта за ВМРО ДПМНЕ, а НАТО новата политичка тврдина за СДСМ. Првата потврда за тоа експрес ќе стигна од Кристијан Мицковски, кој најави протести секаде и во секое време во намерата да има предвремени избори. Оправдано се добива чувството кај граѓаните дека таа политика не втурна во бесконечен круг на многу откажувања, многу отстапки, себе порекнувања, подголтнувања, за на крајот се тоа да заврши со неуспех. Од друга страна, од владеачката СДСМ на новите засилени барања за избори од ВМРО возвраќаат. Ние сме одговорна партија во секоја смисла. Нашата одлука ќе биде соодветна на новата ситуација, но и консеквентна на досегашната политика и сработеното. Но како на предлогот за избори гледаат граѓаните? Македонија избори после неуспехот во Брисел. Обавезно, одма подкитно. Па требаше одамна да биде тоа. Не треба. Би требало. Треба, само треба да се подготват нашите малку. Па нека се задржат малку и ВМРО малку нека одморат. Има време. Ја не викам дека не треба, како е така е, да видиме, нека си искара мандатот па после. Да ги видиме ни прво нека искарат, како додека ќе дојдат, па после избори или ќе биде што ќе биде, нека биде. Во однос на истото прашање, ставот на познатиот новинар Столе Наумов е следниот. Можно е се да се случува во овој период. Дали се потребни или не, мислам дека и да има предвремени избори, тие не би можеле да се случат толку брзо, не би можеле да се случат пред почетокот на наредната година или напролет, не знам. Но наредната година е образувачки изборна, такава 5-6 месеци плюс или минус во поглед на датумот на тие парламентарни избори не би можело да значат ништо повеќе или помалку ниту за ВМРО ДПМНЕ, ниту за СДСМ, не може нешто драматично да се промени. Што и да се случува, од денес во државата има напрегнат и амбиент на исчекување што ќе се случува. Ова сигурно ќе има реперкусии не само во новите партиски, туку и гласачки групирања. Предвремени или редовни избори, речиси и е неважно. Сега за сите поважни се прогнозите. Кој ќе биде победникот?